Добро вечер, добро дојдовте во новото издание на емисијата Никој да не знае. И веќе знаете, никој да не знае освен јас, вие и нашиот гостин. А кој е тој дознаваме за Кусо, последна Куса најава за него. Тој е виртуоз на хармоника, композитор и аранжер, се почнало на 6 години, кога добил мал синтесајзер на поклон од неговиот чичко. На 20 години веќе отвара училиште за музика. Препознатив е најмногу по проектот Пауза за ракија. И уште нешто ќе реча, колку за нели да ве заинтригираме да останете заедно со нас на Телма Вели. Ова е професија која и не е баш така лесна како што изгледа. Постојат многу падови, рампи и разочарувања за кои човек треба да биде многу јак. Игор Димовски во оваа Никој да не знае. Здраво живо, добро дојде. Здраво живо, баш ми изненади со најавата. Благодарам. Многу ми е драго што сум во вашата емисија. И мене. Ке помоабетиме, ке свириш ти, ке не забавуваш, ке видиме двајца, ке видиме двајца твои пријатели, ке видиме што ти има да кажеш. Така, изненадување. Така е, да. За тебе и ке дознаем многу нешта, се надевам, за кои што не си зборувал. Можеби ја најдов некој интервју, а мислам дека сум доволно подготвена. Ова што го кажав и во најавата, би сакала сега да го искомуницираме пред да почнеме со се друго, односно пред да се вратиме на твои 6 години. Велиш, оваа професија не е баш така лесна како што изгледа. Постојат многу падови, рампи, разочарувања за кои човек треба да биде многу јак, многу силен. Си уште вака размислуваш и што те натера вака да размислуваш? Ајде поина. Дефинитивно се уште стојам на истиот став. Па што ме натера? Не е лесно да се успее. Воопшто не е лесно. Баш кога најмалце очекувате, доаѓаат некои препреки, рампи, како што кажавте. Така да, човек кога највеќе нема сила, треба највеќе да може, за да го достигне оно што го цели и што го сака. Така да секој успех има и угорнини, па долнини, па пак угорнини. Треба да се поминат многу рампи за да стигнеме до некој успех. Да. Всушност, ова си го кажал во тој интервју, кажувајќи што би рекол на твојата ќерка Јана, доколку кога ќе порасне сака да е музичар. Да. Докаде е сега таа, ајде сега уште збор два за неа, си рекол пијано свири, одлично пее, Смилја Митровска никогаш ви ја интерпретирала по дома од почеток до крај, толку дознав. Дознав и дека во едно друго интервју кое што е малце по, нели, да речеме, побрзо дадено, од тебе велише сега некако малце е стабилизирано, односно на страна се трга од музикава. Што направивте во меѓувреме? Па во меѓувреме не се трга на страна. Не се трга готово. Не се трга на страна. Прекрасно свири на пијано. Добро. Многу вежба. Јас кога има потреба помагам. Ја советувам за вежбите кои што ги работи, има прекрасна професорка по пијано. Да, точно е дека свиревме и на виолина. Да. Но, ете, почна некоја бариера да појавува према инструментот. Добро, вие сте претерали и пијано и виолина е многу за мало дете сега. Знам од искуство. Да, почна да оди на нижо музичко и свири перфектно пијано. А ова со Смилја Митровска више не ве забавува или забавува? Смилја Митровска ја пееше до втората година. Добро. После тоа поминавме на други фази. Сега што пее? Сега многу е музикална и добро пее, но веќе ево таа возраст каде што, нели, се јава се срами. Да. Сакам понекогаш да ми испее, но имаат сега некој патронат во училиште, па се надам таму да ја слушнам малце како пее. Како пее, да. А иначе одлично пее добро? Пее многу добро и доста е музикална. Супер, добро. Ке зборуваме потоа и уште малку за неа. Сега се враќаме кај твоите почетоци. Вели 6 години се тргна откако ти подарија мал синтесајзер на поклон од твојот чичко. Да, точно е тоа. Всушност така и започнав јас. Така започнав. Јас немам ниту еден музичар во моето семејство. Освен твојата мајка која што е музикална. Доста добро си спремна. Ти реков, прочитав нешто. Почнеш да ме фасцинираш. Мајка ми е многу музикална и секогаш кога нешто спремам, она слуша најпрво и кажува добро е или лошо е. И те нервира понекогаш? Не ме нервира, јас она ми е како некој филтер. Аха, супер. Кога нешто се спрема и се работи, кажува да или не, и тука знам дали всушност треба да продолжам понатаму или треба да се вратам чекор назад. Да, мојот чичко сега покоен, во тоа време ми купи еден синтесајзер, мислам дека во Германија беше на некој патување.
нели оние детски Мали, играчки детски, да. и цела приказна почна всушност така. Со тој мал синтесајзер, па подосна мала хармоника и ете денеска големи хармоники. Така е, да. Но како одеше патот? Еве раскажи ни дел барем од патот, нели? Многу е за раскажување се. Како на 20 години едно дете кое што, како да кажам, немаше некој кој што ќе го избутка, нели? Сите кои што имаат некаква помош од страна можеби полесно поминуваат, некој од нив и не. Но Игор немаше кој да му помогне, мораше сам да се кали и да нели влегува од препрека во препрека и да како успеа да учиш и да отвориш училиште за музика во исто време на само 20 години? Па добро, јас секако нели ја имав максималната поддршка од моите родители кои што ме ишколувале, инвестирале во мене за нели да станам музичар, иако тие не се музичари. Добро. Јас од многу мал размислував со бизнис идеја не само како музичар, нели. Стварно? За да успееш во оваа професија треба и да имаш бизнис мајндсет во главата. Така да кога се запишав на музичката академија во Скопје, некаде прва година отидов во Америка на едно патување и тогаш нели студент без никакви финанси се вратив од таму со некој заработен денар Добро. од Америка и решив да отворам своја фирма, нели? Да отворам едно музичко училиште во тоа време. Им кажа на твоите дома? Кажав на моите, кажав на уште неколку луѓе, Шо ти рекоа? па немој ќе заглавиш. Немој ќе заглавиш, тоа беше Тоа беше првиот коментар. не само од моите, него кажав на неколку блиски луѓе, имам ваква идеја. Тука во нашето поднепје се уште владеат тие стереотипи. Немој пази ќе заглавиш, тие се генерално муабетите, а јас сум па човек колку ме викаш не, јас току да. Треба некоја со глава во зид да удриш за да успееш. И отвори фирма на своји 21 година, мислам дека има. Имав еден другар кој што беше исто така малце џамбас. Поризикувач. Вика, јас ќе те однесем кај свој другар адвокат, ја отвараме фирмата. Аха. Да. И? Така и направивме. Пиевме едно кафе, отидовме кај адвокат, ми ја отвори фирмата. Јас изнемив простор за музичко училиште и го отворив музичкото училиште. И инвестираше нешто затоа што треба нели некакви инструменти да има или Да, што? да. Купи работи кои што треба. Тоа што ми беше потребно, имав средства да го инвестирам. И знаеш како, човек кога сака да работи, работите се, коцките се склопуваат, да. Почнаа да ми доаѓаат ученици за пијано и хармоника, подоцна почнаа да прашуваат и за виолини, гитари, па вработив и други професори да работат по тоа време. Така да со училиштето функционира доста добро по тоа време, да. Да. И за жал сега немам повеќе време да Да, си рекол заради ангажмани, нели патување и така натаму, Да, немам повеќе време да функционирам како педагог и професор, а многу би сакал моето знаење да го пренесем на помалите генерации, ама можеби во понатамошни години да се вратам. Да се вратиш на таа педагошка Кога дејност. малце ќе спласнам со патување и настапи. Да. Не го затвори заради тоа што како беше ќе изгориш, туку го затвори заради тоа што немаше време, како да кажам, физичко време за да се посветиш. Да, нема време, во меѓувреме почнав и други бизниси да работам, освен музиката. Јас ете како што кажав од мал многу сакав бизнис свој. Почнав со други бизнис дејности и почнав и да патувам и да свирам и нешто мораше да се застане. Да се повлече, да се затвори. Што не значи дека ете понатаму нема да се вратам на таа. Би ми било драго да го префрлам своето искуство на оние кои што сакаат да учат. Да. Спомена музичка академија на хармоника се запиша? Не, јас бев музичка теорија и педагогија. Аха. А хармониката каде беше во целиот тој процес? Хармониката јас од дете ја свирам. Од дете ја свирам. Имаше некој професор кој што Да, има професор кој што ме учеше на хармоника, но смерот во средното училиште и на музичката академија беше музичка теорија и педагогија. Да, тоа е смер за професор. Така е, да, но пак тоа е многу добра основа за да можеш да си се друго потоа. Точно така. Она што си денеска, заради тоа што хармонија и сите тие оркестрации и така натаму. Сите тие кои што го поминавме тој филтер,
излеговме со здрави нозе од таа зграда. Така е, да, да. И можете се нешто да бидете внатре во процесот. Од се по нешто сме. Така е, да. Добро, и потоа како одеше работата во исто време додека студираше или цело време ти одеше настапуваше, како оде работата? Да, јас... И беше во група или настапуваше сам? Вака, јас во исто време и студирав, и настапував, и имав музичко училиште. Добро. Па да не кажам, бев ангажиран од 8 са бајле до 12 вечер. Сказалката се превртува. Тоа долго време го правев. И студирав и паралелно нели отворив компанија за да бидам регистриран легално за да имам музичко училиште. И исто кога кажав на колегите на факултет, па како ти уште не си дипломиран, а отвараш? Па така викам. Да. Треба човек да превземе некогаш ризик, нормално да се измери тој ризик колку е голем. Бидејќи без ризик нема ништо. Виртуоз, ќе кажат многу мина на хармоника. Како се станува, прашувам? Со многу работа, со многу слушање музика, со многу создавање музика, со што? Вака, виртуоз е, нели, релативна работа. Не е поентата да бидете виртуоз во на својот инструмент. Да. Може би е подобро да освирите само еден тон и да публиката рече ова е Игор, Станко или Петко. Да препознае. Да препознае, него ли да бидете виртуоз, а всушност ништо да не кажете. За мене е поголема тежина да создадете еден предпознатлив печат како музичар, него ли да се трудите да бидете што повиртуозен од некој друг музичар. Така да сметам дека и помладите генерации треба да целат на тоа да бидат оригинални и препознатливи, а не да бидат своји, да направат своји, нешто што ќе бидат различни од другите, точно така е некако. Точно така. Добро. Пауза за ракија е нешто по што навистина ве препознаваат луѓето и сега нели се крчка нешто друго. Мислам, врзано е веројатно повторно, нели пред некој ден, пред неколку дена или минатата недела кога беше, имавте една објава на социјалните медиуми каде барате изведувачи, машки и женски, но пред да дојдеме до таму, ќе го измоабите ми тој дел, мене ме интересира нешто друго. 2020-та всушност е годината кога пауза за ракија некако вие во главата и цело време тлее таа идеја за создавање на тој проект и велите толку многу ме обзема што отидов кај само да не го сгрешам другарот. Да, чекате само. Еве го, да. Вели првиот дел од пауза за ракија излезе само еден месец пред да започне пандемијата. Оваа идеја стоеше во мене многу долго, можеби со години и е искуство од сите мои настапи каде анализирав што поминува меѓу публиката а што не и на кој начин треба да се направи тоа. И потоа одите еден ден, му се јави велите на мојот пријател Александар Кипровски, гитарист и продуцент, и му реков ќе дојдам кај тебе во студио, стави кафе. Од прилика му кажав што планирам, тој само кажа ќе работиме. Беше многу мачно и тешко, понекогаш останувавме и по 24 часа во студио, преснимувавме, преслушувавме итн. Да, се е тоа точно. Всушност, како се случи идејата за пауза за ракија? Идејата како се случи, обаво кажа, тоа беше жар кој тлееше во мене. Ја всушност не сум пејач, јас сум инструменталец и многу е тешко кога имате некоја замисла, а не сте пејач, а сакате да остварите. Пробав да ја понудам на неколку пејачи, некој сака, некој не сака, некој сака па да го земе концептот, па онда го... Да, сте рекле подобро да не е така, подобро што го задржам за себе, пошто инаку ќе ми го земеа комплет. Фала му на Бога, да, што така излезе. Јас имам исто многу пријатели кои што се професионални пејачи, сите ги поканив. И всушност ја не сум самиот пауза за ракија, него многу луѓе, пејачи, инструменталци, артисти кои што едноставно веруваа во ова што го правам, ми помогнаа. Доколку не би биле сите тие луѓе, пауза за ракија не би постоела. Најблагодарен сум на Александар Кипровски, кој што во тоа време... Имаше време и кафе да направи и да ве слуша. Кафе, локом, сок, све е помина добро. Му кажав идејата, он всушност не е... Чекај малце, Игор, кажи ми како му ја кажа идејата. Многу ми е важно тоа. Што му кажа? Вака сега, неговото студио беше во Аеродром, односно Ново Лисиче.
во една просторија која што не е ни изолирана, која што треба со многу ефтина опрема. Така. И пауза за ракија 1 е всушност имана таму, на многу ефтина опрема. И тоа ми е доказ дека човек треба да има идеја. Добра идеја. Да. Него ли да застанеме во студио од $1.000.000, а да немаме идеја да кажеме дека сме снимале таму. Треба да се има идеја, да се цели кон тоа, без разлика дали музиката ќе ја сниме на телефон или на опрема од. Да. Раскажи ми, сам многу ми е важен тој дел. И одиш кај Одам Александар? кај Кипровски и му кажувам, јас имам една идеја, сакам да направам сплет на песни. Он не е многу вичен со народната музика, он е малце поп, рок, музичар. Ајде ми да пробаме. Ти верувам, да пробаме, да вика. Како ќе ти се вика проектот? Ја викам, ти викаш не знам, само тоа немам. Дали истиот ден или после неколку дена му кажав, да се вика пауза за ракија. Абе, не зезај, ки се смеја. Добро. Има стају... Да, у недумица. Недумица. Да, е стај нешто, знаеш, тие стандардни имиња. Ја па не сакам стандардни имиња и не сакам нешто што е стандардно. Човек треба да е поразличен од... Така е. Преспав дома, не викам ќе се вика пауза за ракија. Дефинитивно, да. Многу работевме. Тогаш имаше и пандемија, јас полициски час, ја бегав по сокачиња по улици за да дојдам до кај него. Да. Многу макотрпна работа. Може би пауза за ракија еден е снимана преку 350 сати во студио. Пиши, бриши, за да излезе како што нешто треба. ќе го снимиш, па гледаш дека не проаѓа едноставно на уво, преслушуваш, пак се враќаш повторно и многу љубов беше внесено таму. Внесено, не се гледа калкулации и не ви беше важно пари. Никогаш не. И никогаш кога се снима музика и кога се прави музички проект, не треба да се калкулира однапред. Зашто? Затоа што публиката доколку види дека вие се внесувате и буквално гинете за тоа што го работите, ќе ве награди. А ако види калкулации, може да ве казни. Така да. Нема да не казни публиката ако слушаме македонско оро. Нема шанс. Да. Джингл еден да се наместиме на сцена и одиме со едно македонско оро.
И натаму Игор Димовски овде во студиото и во оваа никој да не знае, го видовме и го чувме македонското ора. Се надам до крајот, ако имаме време од муабет. Сега имаме уште двајцава пријатели, ги заборавме од муабет овде. Така има Игор, пријатели? да, има пријатели, да. Желко го гледаме, тој ни селува од Америка и во 40 на секунди ќе ни го опише овој наш Игор Димовски овде, па да го видиме веднаш. Поздрав svim gledateljima Telma televizije. Igor Dimovski, čovjek o kome se može dugo pričat, ali ovako spontano i u kratkim crtama. Jedno divno prijateljstvo koje traje i koje je prešlo u kumstvo i koje traje već punih 17 godina. Jedna mlada, visoko talentirana osoba kojoj uz svoju obitelj i Boga mnogo znači i makedonska kultura i običaji. Jedna mana koju posjeduje je ta da je on vrlo radin, a to mu je i moja želja da tako i nastavi u budućnosti. I na kraju jedno kratko pitanje, kada ćeš nam doći u Ameriku? Pozdrav. Хајде Игор сега, кога ќе одиш во Америка? Жико те прашува, кажи ми како кумствува, како да е кумството? Кумството како да е преку хармониката. Така, таа ве спои. Така, тоа е исто хармоникаш, мојот кум, кој живее во Америка, иначе Хрват по потекло. Хармониката не спои и не направи кумови. Стварно, браво. Да, кога ќе отидам во Америка, се надам оваа година. Оваа година? Има некои планови или само... Да, има плани и можно е Да. да го изненадам кумот. Кога сме вика кај плановите и кај настапите, велиш не можам да се пожалам, настап има дури и премногу. Заинтересираност за настап има и надвор од државата и така натаму и така натаму. Сега во овој период следниот има нешто што можеш да ни кажеш или сега си подготвен за нешто друго што сакам да го помоабитиме малку, нели да... Да, има настапи во државата. Следниот месец сме исто на турнеја во Швајцарија. Така да настапи секогаш има, но не треба и да се претера, затоа што треба да се чува енергија за да се распореди. Да. Кога сме кај тоа, велиш она што ти недостасува кај македонските изведувачи, во еден интервју велиш вака, сега парафразирам, или сај да ќе се обидам да го најдам, велиш дека најнапред недостасува самите музичари да го кренат нивото на професионализам и да инвестираат во себе, а потоа да имаат никакви очекувања. Недостасува велиш повеќе музички емисии, недостасува промоција, друга страна голем дел од македонските изведувачи пејачи не даваат никои новитети или нешто што ќе ја предизвика публиката да ги слуша. Имаме доста таленти, ама тоа е тоа. Точно е сето тоа и се уште стојам на тој став. Кога се мисли да се инвестира, се мисли да се ствара музика, да се инвестира во самиот себе. Што значи тоа? Треба да се инвестира и во гардероба, и во лик, и во инструменти на краиштата. Треба да се инвестира во нови материјали. Знаете како сите музичари, артисти наликуваат еден на друг, тој грешка, според мене. Така да би требало самите ние како ако се еден или двајца успешни, тоа не е доволно. Треба да има премногу конкуренција за да сето тоа ја крене самата сцена на едно повисоко ниво. Доволно е само да ја извадиме главата во ке соседите. Така, да видиме што прават тие. Не треба да измислуваме топла вода, треба да видиме што се случува таму, па ете малце да украдеме нешто и да имплементираме кај нас. Така. Ке ни раскажеш некоја интересна случка од некоја патување? Па, има доста, не знам. Интересна случка. Еве, ако имаме време, би кажал една интересна ситуација во Австралија, кога бевме на турнеја. Баш во тој период беше завршеток на корона, ама таму нели Австралија. Добро. Исто беше актуелна во тој период. Јас во авион, не знам како, фатив корона. Ајде. Само што пристигнавме, температура, нели, симптоми на и барам топломер од мојот виолинист Бранислав. Бане, дај ми топломер. Како ти имам температура? Сега јас не можам до тоалет да отидам, а 36 излага дека температура имам. Пробувам уште, абе, ништо не ти е микат, ајде стани. Всушност јас сум имал 40 температура, отидов на доктор. А исто беше проблем доколку
се увиди дека имам корона, ќе ме стават во карантини, пропадна турнејата. Леле, и сега? Отидовме на доктор. Најпрво кажаа дека нешто воспаление на грлото имам, ми дадоа антибиотик. Добро. Кога заминавме да си одиме, се јави на телефон хитно да се вратам дека јас сум позитивен на корона. Леле. И? Со мојот пријател и менаџер Роберт, од тамо, вика ние да влагаме кола, ни да се вратиме, палиме патиките и да не нема. Значи, ние буквално избегавме од болницава Леле, и направивте турнеја? и ја направиме турнејата. Да. Леле. Да. Добра, добар беше ти. Ти помина И температура? јас добар бев, да, но ете, тоа е малце стресна ситуација. Да. Ете, одите до Австралија да Да. пропадне цела Помилувате турнеја. се. Ете, тоа Скоро е така најдобро. една интересна случка што ќе памтам цел живот. Леле. Какво е почитувањето помеѓу музичарите во Македонија, Игор? Меѓусебно, Да. па не е на некој високо ниво, Да? искрено. Зошто? Зашто? Зашто? Мислам дека овие нови генерации од некои други правила и тертипи, да не речам. Баш се сретнав со Миле Кузмановски, живееме во иста населба и на пазар се сретнавме јас со кесите, он со кесите. Ај кафе да пиеме. Почна да ми раскажува малце за историјата порано? назад, да. Например, како функционирале Пепи Бафтировски, Војо Стојановски, таа клапа на пејачи, каде се знаело што е што. Ми кој е раскажуваш кој? една ситуација каде во МРТ седат Пепи, Војо и доаѓа вика некој ново печен пејач вика со фарба на коса. Седнува вика туку така на маса и Пепи му вика: "Ти кој си, од кај си? Стани, не можеш да седиш тука со нас." Мало се знаело каде е редот. Представи се, кажи кој си, Да. па седни на маса. Да. Додека сега малце се вредностите измешани. Добро, дали колку тешко е да имаш еден бенд и да се грижиш за нив и да се е на тебе? Па да се има бенд е и да се одржи тој бенд е доста тешка работа. Јас бендот го сваќам како фирма, компанија, каде што сето тоа треба да функционира баш како една фирма, да се знае кој, каде треба да стои и каква улога има. Например, во една фирма од 10 луѓе не може да има 10 директори, нели? И Еден 10 директор. управители. Треба да има еден директор кој што знае што прави, каде цели, сите останати да го поддржат, за да фирмата оди нагоре. Успе. Не кажавме, ама важно ми е да кажеме, изведувачиве кои што ги бараше, ги најдели? И ке имали пауза за ракија 5? И кај ќе се снима, пошто отидовте и во твоето место, отидовте и во други места, Да, пауза за отидовме, ракија да. 4, обичај некој и така натаму и така натаму. Точно Се, така, да. се направи. Што е идејата за питката? Ако мислиш на аудицијата што ја правевме за новите членови во изведувачите. нашиот Ја бенд, споминавме во првиот дел од маметот, затоа. да, исклучително многу кандидати се Браво. пријавија и сум фасциниран и изненаден. И добри ли се? Многу од нив се многу добри, некои се бават аматерски со пеење, па повторно се добри. Но јас сум фасциниран колку има таленти на ова наше поднебје, кои што некаде тамо пеат по дома, а не ги знаат во јавност. Да. Имавме многу кандидати, веќе сме во тесен круг на На избор. бирање, да, ќе бидат објавени. Нормално, Добро. за кратко. Но пак ќе напоменам, многу сум благодарен на сите што не контактираа и што имаа желба да се приклучат на нашето семејство. И се надевам на некоја идна соработка со сите нив. Смееш да ни кажеш што ќе биде новото? Новото, пауза за ракија 5, убаво го напомена. Што ти е сега во план? Па ај да не откриваме Да сега. не откриваме? Да не откриваме, кога ќе дојдат финалните моменти, ќе спомнеме Добро. што и како. Тони Илиев ти значи нешта? Тони Илиев, како не, мој добар Од пријател. Швајцарија. Живееше во Германија, сега е преселен во Швајцарија. Ајде, И со да. него ли имаме? Да, и со него имаме кусо, само да ни каже тој што мисли за Игор Димовски. А со Игор се запознавме во Германија, пред короната го повикав на една моја прослава, бев него голем негов фан и уште сум. Па така станавме големи пријатели. Што да кажам за човекот? Човек со големо срце. Но, ако му стапнеш на жица, знае да биде незгоден.
И има една мана, многу сака да свири на хармоника, хармониката му е во душа. Едно прашање за него, кога ќе дојде во Швајцарија да не развесели овде малку? Ајде сега прво да ни каже Игор, тоа беше Тони, неговиот пријател од Швајцарија, а кажи ни сега ова со жицава. Кога ќе ти стапнат на жица, вели незгоден си бил. Што значи тоа? Па, добро, жица. Треба многу да ти изнервираат или кога ќе ти изнервираат си поинаков? Имам некои своји ставови, Аха. што сакам да се почитуваат кога е во прашање. Бара, па и пријателство, нели? Добро. Кои се тие, Игор? Па јас како и секој нормален човек, нели, Добро. имаме граници до каде може да човек Да се оди. да има толеранција за нешто. Кога се поминат тие граници, нормално дека треба да се конвертираме во нешто и да кажеме до каде треба да се оди. А кога ќе бидам во Швајцарија, Тони ќе бидам во Швајцарија на 6 и 7 март. Така да повели се гледаме. Да. Кога сме за ова, кога сум во Швајцарија, кога ќе бидам во Америка, во едно интервју прочитав, си рекол овој живот, во однос на музичкиот, нели, животот на артист, велиш, не е немалку лесан и од еден друг аспект. Многу родендани, многу имендани, многу нови години, многу нешта се во или во авион, или во кола, или нели, не се заедно со своите дома. Така е. Како се надоместува тоа? Има ли начин како после тоа, ако е роденденот на Јана и некој роденден на Јана тука бил, па не си можел да бидеш на тој да присуствуваш, роденденот на сопствената ќерка, како надоместуваш по тоа? Не се надоместува тоа. Нели? Не се надоместува. Јана беше 2 или 3 месеци, јас бев во Австралија на турнеја. И ете тие родендени, тоа не може да се врати, тоа е. Славеше тука, што и правеа? Како? И се јави од тамо, што направи? Изненадување некој направи? славиме, или купи некој голем подарок, ама и тоа не е истото со тато да е на подарокот роденден. не се мери со присутноста во моментот, така да тешко е да си во обкружување на еден музичар кој што патува. Треба големо разбирање. Дека се надополнува, тоа не се надополнува, но ете, фала на Бога, се има разбирање некој. Така функционираме. Да. А освен овој роденден, памтиш уште некој момент кога не си бил, а требало да бидеш дома? Еден тон. Па ете, некогаш ние славиме роденден на граници во авиони, како што кажа. Има многу моменти важни кога сте одсутни од дома, морате да патувате. Таква е професијата. Некогаш по еден месец, некогаш по 2 месеци. Да. Тешко е сето тоа, но и љубовта кон професијата исто важна. Да. Она што е важно и што го знам за тебе е дека си, како што кажа и двајцата твои пријатели, воркохолик. Значи дека не прекинуваш со работа, сега имаш и свое студио, сега, не знам од кога ја кажи ти самиот, 2-3 години, да. Што е идејата? Нели ова со бизнисот и музиката одлично ти оди во спојката на двете работи. Има ли продуцирање на нешто за некој друг или ова е само нешто што значи пауза за рака или нешто што значи Игор Димовски и неговата кариера? Така, точно. Сите ме прашуваат дали снимам за некој друг. Не, јас моето студио го направив првенствено за своји потреби и за создавање на сопствена музика. За сега функционирам така, што во иднина не значи дека нема да се користи тоа студио и за некои отворени соработки за други пејачи. И добро е секој еден професионален музичар да има свое студио. Зашто? Затоа што може во 3 навечер да дојде една идеја и да се симнеш или да отидеш и да отидеш во студио и да ја реализираш. Додека ако одиш во студио на некој друг, не е возможно да чекаш, да чекаш термин, дали можел, дали не можел. Така да убаво е секој еден професионалец да има едно домашно мини студио. Се договоривме нема да го чуеме Кочово Оро, но ќе кажеме или ти сакам да ни кажеш пред крајот на ова издание на Никој да не знае зошто Кочо Петровски е твој идол. Вака Кочо Петровски е основоположник на македонско свирење на хармоника. Тој чист исконски стил, што го велам јас. Јас од многу мал го слушам и Кочо Петровски е мојот идол. Преработив многу негови ора, да, благодарение што неговото семејство ми дозволи да го направам тоа. Да, јас тоа се го направив легално. И до ден денес од тој човек може да се учи, да се анализира и да се истражува свирењето, македонското свирење на хармоника. Да.
бидејќи ние сме држава која што има многу влијание Од страна? од страна, тоа е човекот кој што ги постави стандардите за свирење на хармоника со македонски стил. Така е. Не те прашав, а сакам да знам, го поздравуваат ли овие кои што велиш дека никогаш и не знаат каде се наоѓаат во однос на твои колеги проектот Пауза за ракија? Што рекоа тие? Пауза за ракија, да. Многу од колегите го поздравуваат и ми честитаат, а мал дел од колегите, некои од нив одат по локалите каде што настапувам и велат, па како тој хармоникаш испод просек да настапува тука. Стварно? Случуваат и такви работи, така да. Зашто, Игор? Па не знам зашто. Зашто се такви муабети? Секој има право на свое мислење. Но голем дел од колегите, можам со сигурно да кажам дека го поздравуваат проектот. Добро. И последното прашање е што за 10 години од сега? Каде се гледаш? Што за 10 години? Уф. Многу сега е ме долг стави. период. Јас не знам после година дена како ќе бидат турбулентните мои идеи. Добро. 10 години еден голем оркестар со 50 луѓе. Стварно? И како ќе се вика? Пауза за ракија 100. Па може би да остане пауза. за Замисли, ракија. пауза за ракија 100 и 100 музичари на сцена. Мислиш ке стигнеме до 100? Зашто да не? Се надевам. Игор, многу ти благодарам и се надевам дека ќе се случи, односно знам дека ќе се случи, само ќе ни изненадеш со една видеопродукција убава повторна пауза за ракија петка. Многу ми е драго за поканата и ете, здрави живи се гледаме во наредна прилика. Така е. Поздрав и вам, почитувани, се гледаме и утре со ново издание на Никој да не знае. Поздрав.